Таа земја сега што ја чекорам, таа земја в пролет што ја буди југот, таа земја не е моја земја, таа земја, простете, е туѓа. Никола Јонков Вапцаров, македонскиот поет банскалиецот, еден од оние личности кои денеска за да влезе македонскиот народ во Европска унија се наметнуваат услови на потпишување на договори, изнасилено менување на името, Преспански договор, па Рамковен договор, па Пршински договор, па потоа Тиранска платформа, па договор со бугарите кои негираат постоење на јазик, на историја, изземање на личности како Свети Кирил и Методија, Климентин Наун, Цар Самуил и сега и Гоце Делчев кој е роден во Кукуш. Од Македонскиот културен центар во Кремен сакам да порачам, на вистина е нискотипно, телесно, ајде да не речам сатанско, татко на лагата е сатаната. Бугарите кои ги сатвораа македонците, кои дојдоа како фашисти со германците, денеска тврдат дека не се фашисти, дека дошле како ослободители и туристи. Во семејството на мојата сопруга се убиени луѓе. Знаете, да се нема доблест, да се признае, да се покаеш, да ги признаеш македонците, да ги регистрираш македонските здруженија и партијата Омојлиден Пирин, здружение на македонците судени за време на комунизмот. И едното регистрирано здружение, антички македонци ги викате во милиција, да се потпишат, да се отпишат. Ние зборуваме за еден континуиран фашизам што се правил врз Македонија и македонците, затоа што Македонија има цар на небесата, исто како Израел, и сите наши соседни држави на Македонскиот полуостров. На Македонскиот полуостров. Пост-македонски идентитети добија земни, телесни цареви од кнезот на мирот, од сатанат, од паднатиот. Бугарите, србите, грците, албанците сите имаат цареви, само Македонија нема цар, зашто нашиот цар е Исус Христос на небесата. Сакам да порачам дека на вистина е штета да не созреа моментот, да не созреа времето. Бугарските политичари да се покајат, да побараат извинување за тоа што го правеле врз македонците, зашто имаме македонци кои биле по затворите, снимив еден цел серијал, ги апселе луѓето, им ги забрануваа песните. Имаме и сведоштво дека пред 20 на години, 30, песните се фрлани, касетите се уништувани јавно на плоштадите, македонските песни, а денеска тврдат дека се нивни. Татко наш, во името на Исус, благослови го овој народ, потребна ни е Твојата сила, да останеме во љубовта Исусова. Да останеме во љубовта Исусова и да бидеме училиште за постмакедонските идентитети, во овој случај за бугарите, да се цивилизираат, да ги признаат македонците и да ги отвориме границите да живееме како браќа и пријатели. Понекогаш ке идам во Твојот сон, кон нечекан и далек гост. Ти не ме оставај на патот вон од порти истај голостот. Ке влезам тивко, кротко ке си седнам крај тебе во мракот втренчен, да те гледам сам. И кога наситен ке запрам да те гледам, ке ми те бакнам и ке заминам. Повторно Вапцаров. Овде во Пиринска Македонија отворивме неколку културни центри. После повеќе од 10 години, 12, 13, добивме гостување во Македонскиот културен центар во Софија, се разбира, ние попатно доаѓаме во македонските културни центри во Кремен, во Бања, во Разлог, во Ново Лески, во Мосомиште, во Гоце Делчев, во Сандански, во Петрич. И ќе видиме каде ќе не носи.
Ние зборуваме за мали културни форми, по примерот на Питер Брук, бидејќи не може да се регистрираат македонски културни институции во Пиринска Македонија. Денеска, во рамките на Република Бугарија, во Европскиот сојуз, македонците немаат човекови права како македонците во Егејско, во Грција, во Егејска Македонија, македонците во Пиринска ги немаат своите човекови права, иако во судот на Страсбург, Омоиледен Пирин и другите здруженија ги добиваат споровите, Бугарија не ги спроведува. И сега го имаме тој апсурд, таа уцена, ние да се откажеме од самите себе. Ние не можеме македонците да се откажеме од самите себе. Гоце Делчев не е на продажба. Не се работи за килограм компири. Видите, кога ќе ставите премиер, човек кој бил претходно осудуван и кој е трговец поединец, тој ќе ве продаде, изнасилено да ви го сменат името, изнасилено да ве напикаат во НАТО и Европска Унија, иако на референдумот македонците рекоа не. Знаете што? Ние зборуваме за еден фашизиран свет, за сатански свет, и само со Исус Христос ние победуваме. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Значи, после повеќе од 10 години, 12, 13, добивме гостување во Македонскиот културен центар во Софија. Покрај овие ковид сатански мерки, со тестови, ете сме тука во Пиринска Македонија, го чекаме уште терминот за Македонскиот културен центар во Софија, дали ќе се случи на 21 ноември. Се надеваме нема да се затворат границите. И таму театарот скрби утеха да го крене гласот против фашизмот што се случува, негирање на македонците, непризнавање. Германците имаат доблест да се извинат за Втората светска војна, за жртвите од фашизмот, а бугарите не се извинуваат. Знаете, татко на лагата е сатаната. Два типа постојање има на земјата, синови човечки, сатански телесни, и синови Божии, синови на Севишниот Бог, кој ги води Духот Божии. Македонија и македонците запишани и именувани од Семокниот Бог, од Исуса Христа во живото слово, народ кој го повикува Бог, и никој тоа не може да го избрише. Затоа тие најдоа луѓе сребролюбци за пари, сребролюбието е најголемо зло, кои се спремни да направат се и против волјата на народот. Да го изнасилуваат, не размислувајќи дека понатамо со генерации преку нивните деца, внуци, потомци, ќе треба да го отплакеат проклетството, дека на цел еден Божји народ, македонци, избран народ, македонските цркви, благодатта Божја, ти сакаш да го избришеш Божјото Слово, кое не се враќа празно и се остварува. И е поостро од секаков меч. Во името на Господ Исус Христос, бегај од Македонија, Сатан, од Пиринска Македонија, од Егенска, од Македонскиот полуостров. Остануваме Исус Христови македонци. Победуваме со силата и љубовта Исусова. Другиот апсурд е исто така. Како е можно да влезеш во системот на лагата, да немаш доблест да признаеш, да се покаеш и да речеш доста беше, доста беше. Ајде бе, браќа бугари, признајте ги македонците, признајте ги, регистрирајте апартијата, здруженијата, регистрирајте македонски културни центри, како што во Македонија ви се дозволени. Ајде дозволете го тоа што Бог го дал, ги запишал. Ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ми. Апостолот Павле по тоа видение, ние разбравме, посакавме и веднаш тргнавме за Македонија и разбравме дека Господ, Семокниот Татко Небесен, не повикал таму да го шириме Светот Евангелие и ние се уште го шириме. Може би сме малкумина, но можеме повторно да повикаме Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Како не може да созра и да речеш доста беше? Божјата заповед која ни ја дава Исус да се љубиме еден со друг, како што тој не возлюбил. Бугари, браќа, политичари, луѓе, признајте ги македонците, регистрирајте ги здруженијата, културните институции и да ги отвориме границите да живееме како пријатели. Нели сте христијани? Нели Божјиот закон е љуби го својот ближен како себе си? Па зошто тогаш излеговте од тој закон и живеете во проклетство?
ве мами сатаната кој е татко на лагата. Тој е лажец од почетокот. И вие продолжувате со таа лага дека нема македонци. Има македонци. На овие материјали се снимени дел од некој ги издржаа сите притисоци, сите уцени, економски, политички. Во Европска Унија 5000 луѓе при регистрација на Омо Илинден Пирин се викани во молиција да се подпишуваат, од дома се земани. Европо, уште колку македонска крв е потребно за да се наситиш? Каде се европските институции? Каде се европските институции? Каде е Европа без граници, кога го негира постоењето на народот кој го даде името Европа? Бидејќи Теос, македонскиот, од македонските антички приказни, ја грабнал Европа. Европка, што значи дека е во робство и се уште во робство на кнезот на овој свет, на поднебесните сили на злото. Европа, уште колку македонска крв е потребно за да се наситиш. Господе, татко наш, кога фури ветрот во тој налет на стихијата, ако бевме с стебло без корен, ќе не однесеше историјата во невратка. Но еве сме сега и овде, се уште не ничкосуваат, рамкосуваат, преспанзоносуваат до Балчак, нашите одродени браќа и пријатели. Ако ја спасиме Македонија, ќе го спасиме светот. Ако ја спасиме Македонија, ќе се спасите себе си, вашите деца и ќе го спасиме светот. Ајде со силата Исусова да си подадеме рака и да ја спасиме Македонија. Насекаде каде што поминавме во ова гостување на театарот Скрби утеха донесовме радост. Се разбрануваат духовите на Исус Христос. Духот на љубовта се разбранува за да им објаснам зошто доаѓам во Пиринска Македонија и не може македонскиот политичар со договор за сребролюбие и за пари или за една штека цигари, како што цариникот на граница ми зема една штека цигари дар за македонците. И потоа заборави дека го носев македонското знаме, книгите за Александар Македонски. Си ги запали цигарите, си ги пушаше. Ми рече политичка била книгата, книга за античка Македонија која дарував. 10 книги ги дарував во македонскиве културни центри од Ѓорче Танасовски. Тој ми вика, еве македонски политика. Исто беше случуваше во Егејско, само да нема политика, ама кога ќе кажеш македонски, тоа е политика. Не е тоа политика, тоа е духовна сила, тоа е силата Исусова, тоа е името на народот, ќе изберам народ кој ќе го повика моето име, кој ќе го прослави моето име, вели Исус. Дела 15:14, дела 16:9. Ноќеска сонував еден сон, семокниот Бог запишал македонци, дојдоа наалбати постмакедонски идентитети да ни кажат дека нема македонци. Божиото слово е живо, поостро од секаков меч. Тоа не се враќа празно. Македонија и македонци ќе има како што ќе има Израел, израелци. Се додека оваа земја и овој свет кој е кинисан упреку не замине и не се направи ново небо и нова земја, а вие неразбрани постмакедонски идентитети, неразбрани галатјани, ќе поминете во првата смрт во тело во земја. Душата оди на суд поминува низ огнено езеро и кога немате љубов, кога сте го негирале постоењето на македонците, како степен на сатанска нељубов, вашиот татко, лажецот, сатаната, ќе поминете во втората смрт и ќе ви треба долго време да размислувате. Зошто не ја примивте Исусовата љубов? Зошто не ги признавте македонците? Зошто не ги отворивте границите да живееме како браќа и пријатели? Зошто не се покајавте? Слава ти, Господе Исусе Христе! Слава ти, Христосе, овде од културниот македонски центар во Кремен. Во името на Исуса Христа заповедувам, бегај од Македонија, сатано, и не се враќај повеќе. Македонија е земја на Исус Христос. Ја враќам во Исусова собственост. И се што не е од Исус надвор од Македонија, крвта Исусова е врз Македонија. Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата.
така и во нашите срца. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. И не воведи во искушение. Значи, ние треба да им простиме на нашите должници. Бугарите треба да се покајат, да им простат. Да се покајат за македонците. Како што и ние им ги простуваме на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. Избави не и избави ги од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Господе Исусе Христе, во Твое име го молам, Таткото Небесен, за македонските состојби, за македонците во Пиринска Македонија, за македонците во Кремен, во Разлог, во Бања, во Банско, во Сандански, во Петрич, во Гоце Делчев, во Новолески, во Копривљани, и секаде каде што се движиме, да им дадеш сила, да останат во Твојата љубов. Јас те молам да им ги отвориш срцата на бугарските политичари, на грчките и на сите други, да ги признаат македонците, да се покајат, со очите да видат, со ушите да чујат, со срцето да разберат, да се исцелат, да се покајат и да ги исцелам, да ги исцелиш, Господе Исусе Христе, да ги отвориме границите да живеат, да живееме како браќа и христијани, пријатели. Те молам за сила небеска врз македонците. Твојата света крв е врз нас. Се покајуваме за секој грев. Прости не за секој непокајан грев, за гревовите на нашите предци. Господе Исусе Христе, им простуваме на сите, за и нам да ни биде простено. Никого не осудувам, Господе Исусе Христе, за и нам да не биде судено. Господе Исусе Христе, ја прифаќаме Твојата волја во нашите животи и го бараме Царството Божјо. Господе Исусе Христе, Господе наш, Татко наш кој си на небесата, дојди во Македонија и помогни ни. Ја враќам Македонија во Твое владение. Ти си судијата, Ти ке наплатиш. Се молам за сите оние кои не ги гледат македонците да се покајат, да живееме како браќа и пријатели. Господе Исусе Христе, Македонија е Твоја земја. Ти си ја именувал, Ти си ја запишал. Ти не научи да љубиме. Те молам и за Министерството за култура да го отвориш, да им ги отвориш срцата и да престане цензурата врз скрби утеха. Повеќе од 12 години не сум добил авторска книга, не сум добил гостување, сега добивме оваа година. 4-5 години не ми даваат театарска премиера. Знаете, кога се сопира протокот на љубовта, благословот се губи во македонската култура. Оставам се во Твоите раце, останувам во Твојата љубов, во Твојата сила, во Твојот мир, исцелување за сите овие луѓе кои имаат потреба од Твојот мир и од Твојата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Амин. До Божјиот Царство Небесно. Од Пиринска Македонија, од Македонскиот полуостров, до Божјиот Царство Небесно, Исусе Христе, Твоја е Македонија и македонците. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово. Амин. До Божјиот Царство Небесно. За секогаш, Исус, за навек, Исус. Исусе, те љубиме. Исус, напред ние по Тебе. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ти благодариме што правиш огнен штит околу нас за Твоја слава. Што испрати ангелска војска да војува за нас. Еден ке натера во бегство 1000, двајца 10.000, тројца 100.000. Напред армакедонци, армакедонските слави за фатија. Амин. Амин.